Последните минути во утринската програма, односно последниот половина час, го посветуваме на тема спорт во духот на Олимпијадата и во духот на сето оно што се случува овие денови, а како преноси ексклузивно може да ги гледате на првиот и третиот канал на македонската телевизија. Нашиот следен соговорник има многу што да каже на тема атлетика. Инаку по вокација е машински инженер, но трчањето го одбра како животен стил. Велам добро утро за Кукана Јановски. Добро утро, Кукан, добро ни дојдовте во Македонија. Добро утро, ви благодарам за поканата. Трет пат поред Париз ги угустува најдобрите спортисти од светот, највозбудливите моменти, споменав, ги следиме на првиот и третиот канал на МТВ. Атлетиката ја очекуваме. Во меѓувреме, кој од спортовите го задржува вашето внимание, освен тенисот, Џоковиќ, Надал вчера? Пред да почнам да трчам, голема пасија ми беше кошарката, така да уште ми остана тоа од спортови кои што ги пратам редовно. Тоа е кошарка, американската НБА лига, обожувам да ја гледам. Така што, тоа е тоа што го следам највеќе пред да почне, што се вика кралицата на спортовите, атлетиката. И за кого Сум за американците. Затоа што тоа е најдобрата кошарка во светот, најатрактивна, најпрофесионална, на највисоко можно ниво. Уште од дете тоа го следам и едноставно сум воодушевен од игрите, од целата лига и сега најдобрите нивни играчи се и на ова Олимпијада. Така што најувам за нив. И очекуваме атлетиката. Што ќе може да гледаме? Какви се очекувањата од атлетиката на овие Олимписки игри? Точно, па како што кажавме и секогаш како што се кажува, не случајно атлетиката е кралица на спортовите. Така што овие, како и сите Олимписки игри, со нетрпение се очекува да почне атлетиката, затоа што има премногу дисциплини, различни дисциплини атлетски, трае повеќе денови, недела дена или 10 дена, не знам колку ќе трае точно, за да се опфатат сите. Едноставно, секој може да се избере што милува, дали ќе бидат тоа кратките патеки, значи спринтот, дали ќе бидат средните патеки, дали долгите патеки, маратонското трчање исто така. Имаме скокови во далечина, во височина, значи фрлачки дисциплини, буквално уживање за очи и навистина со нетрпение, како и до сега, од дете ги следам сите овие надпревари. Особено кога ќе дојдат Олимписките игри, се раѓа таа страст, што е во нас со најголемо задоволство да следиме. Коригирајте ме ако грешам, но мислам дека маратонот е една од најтешките дисциплини кога станува збор за атлетиката. Тука Дарио, нашиот Дарио ќе треба да се покаже на 10 август во 8 часот е моментот на надпреварот. Што можеме да очекуваме однапред? Па со Дарио се знам уште од неговите почетоци. Ги следам сите негови резултати. Можеме да му посакаме се најдобро. Знаеме дека е во одлична форма. Во врвот на својата кариера. Не случајно и успеа да биде заслужено на овие Олимписки игри, да си го реализира својот сон. И бидејќи знаеме каков борец е, знаеме колку голем шампион е, колку бројни државни рекорди има направено, колку многу титули има освоено и на балканските надпреварувања, победувано на многу трки. Искрено, сите ние што сме во атлетиката, посебно во маратонското трчање, очекуваме најдобро од него и да не бидеме нескромни, висок плафман. Што значи од друга страна подготовка за една трка во атлетика? И од психолошки и од физички аспект? Да. Зависно која дисциплина е, значи прво треба да се одреди која ќе биде трката кај што сакаме да го достигнеме својот максимум. Се подготвуваме неколку месеци за таа трка. Претходно имаме контролни некои трки, подготвителни да кажам трки. Целиот тој процес е навистина сериозен, исцрпувачки. Значи треба многу човек да се посвети, да тренира неколку пати во денот, 2 или 3 пати во денот, да се откаже од многу задоволства, да пази сериозно на исхраната, да си легнува рано навечер, да се откаже од многу задоволства кои што ги имаат сите останати, и тоа не е доволно. Значи треба да се има голем сон, многу да се работи на тоа, да се верува во себе, да се следат сите најнови трендови,
што се појавуваат и едноставно тоа кога ќе се прави во континуитет, да речеме барем едно 5 години, може да се достигне на врвна форма. И го споминавме маратонот, тоа не е трка која што завршува за неколку секунди. Кои се оние мисли кои што поминуваат во низ глава? Што ве бутка во текот на трчањето? Па многу мисли има, значи тоа е трка која што трае најмалку 2 часа. Зависно кој каква форма е. Значи треба човек освен тоа што ќе биде многу се разбира физички спремен, треба да е ментално силен, затоа што трката почнува, условно кажано, после 30-тиот километар, ако можеме така да кажеме, кога нашето тело едноставно не е веќе во состојба да функционира како што било претходно, и во таа ситуација менталниот спој е многу важен, да не се откажеме, да издржиме, да се сетиме на сите оние подготвителни моменти, целиот тој процес со месеци што сме го посветиле на припремите за таа трка, и едноставно да издржиме во сето тоа, и кога е најтешко да успееме да ја реализираме својата цел. Не случајно го прашав ова, бидејќи навистина сакам да посветиме неколку минути од разговорот на ситуацијата со 16 годишниот пливач Никола Ѓуретановиќ. Беше еден од најмладите на Олимпијадата, прв настап. Неговото последно место предизвика силна бура на социјалните мрежи. Верувам дека сите коментари не беа пријатни да се прочитаат ниту од него, ниту од неговото семејство. Наместо ветер во грб, ние вообичаено удривме по уште едно наше дете. Никола што туку треба да ја гради својата кариера. Од овој момент предпоставувам нема да биде лесно да се продолжи понатаму. Колку треба да внимаваме како се однесуваме со нашите спортисти, не само со спортистите, со сите оние кои што им е потребна поддршка во моментот. Така. Искрено, не сум многу упатен во, иако еве како што кажувате и како што слушам. Не треба да бидете упатен, ова е фактичката ситуација на кратко. Меѓутоа не треба да се обрнува внимание на тие така наречени критики, затоа што тие критики најчесто доаѓаат од луѓе кои што немаат никаква допирна точка со спорт. Тие ништо не знаат од спортот, а она што е најлесно само да критикуваат. Значи не се компетентни да го дадат своето мислење. И за жал, тоа е дел и од домашна култура и од воспитание. Луѓето најчесто сакаат да критикуваат, се врзуваат за негативни ситуации, одвај чекаат да се случи нешто негативно и да може да истурат целиот свој гнев, омраза, што го имаат некоја негативна енергија, да го насочат таму. Тоа е тотално погрешно, не треба да се однесува така, затоа секогаш треба да се даде поддршка на секој, да се фокусираме на се што е позитивно, таму да ја насочуваме нашата енергија. Ете случајот и со младиот спортист, секоја чест што се пласирал да оди на Олимпијада, со оглед на какви услови имаме за пливање. Тоа е фантастичен успех. Значи, по мене, само нека продолжи напред, нека никогаш не дозволи тие такви ситуации да му влијаат, баш напротив, да му бидат мотивација да биде уште подобар и да покаже дека може и уште повеќе. Ке се навратам сосема ако се повторна на атлетиката. Кои земји се фаворити во различни дисциплини? Па, ете, американците се секогаш фаворити, збориме севкупно. И да се надополнам, што ги прави овие држави фаворити? Да, па, како и се друго во светот, професионализмот. Еве, ако зборуваме кај нас спортот, ние сме одлични до 18 години. Во сите спортови, ако земете да видите, имаме одлични репрезентации. Кога се младите во прашање, сме супер. Меѓутоа, кога доаѓа времето веќе за професионализам, кога спортистите треба тоа да им биде екзистенција, тука е веќе проблемот. И затоа не може да имаме спорт како што имаат други, каде што таму спортистот едноставно што треба да размислува, да го слуша тренерот и ништо повеќе. Да лежи, да спие, да тренира, да одмара, пак да тренира, ништо повеќе. Нема никакви други маки да го мачат. Дали ќе најде спонзор, дали ќе му платат плата. Сето тоа што вие го правите. Што ние го правиме, да. И тоа е разликата меѓу земјите кои што се во врвот на спортот и меѓу оние кои што се финансиски помалку моќни. Меѓутоа, не дека тоа е изговор да не спортуваме и да не продолжиме и да се откажуваме. Меѓутоа, тоа е таа разлика што се случува во врвниот професионализам и кај нас. Вие зашто се подготвувате во меѓувреме? Да, еве, сега е вториот дел од
доаѓа вториот дел од сезоната, ќе имаме повторно државни првенства, ќе имаме во полумаратон, во маратон. На визер ќе ве видиме? Па, обавезно, задолжително. Го видовте новиот медал како ќе изгледа? Да, А да ни беше пред малку гостинка? Одличен е, да, одличен е медалот, како и сите досегашни, така што со најголемо задоволство повторно ќе трчаме на Скопскиот маратон. И ајде се надеваме со медали и награди дека ќе ве видиме овде во Македонија наутро. Сигурно. Благодарам многу за Ви благодарам. гостувањето во утринската програма.